Добро вечер, вие сте со Куќа на фудбалот. Во денешната емисија ја анализираме играта на македонската А репрезентација по пријателските надпревари против Словенија и Бугарија. Наши гости селекторот на А репрезентацијата Игор Ангеловски и поранешниот репрезентативец Ѓорги Христов. Ќе ги видиме и најинтересните моменти од надпреварите во првата и втората конкуренција. Останете со нас. Ангеловски, Христов, ви благодарам што сте гости во Куќа на фудбалот. Селекторе, веројатно не мислевте дека нема да минете безотчетно по трите порази на македонската А репрезентација. Последниот против Бугарија на домашен терен, кога сите мислевме, па и поголем дел од јавноста, дека како Феникс ќе се воздигне вашиот тим и дека ќе фатиме еден позитивен чекор напред. Ама пред да го слушнеме вашиот одговор, еве ќе му дадеме предност на Ѓорги Христов, поранешниот репрезентативен напаѓач, да го слушнеме неговото мислење за настапите на македонската репрезентација на последните два надпревари против Словенија, пораз од 1-0 и Бугарија пораз од 2-0. Па добро, на некој начин се враќаме на што многу пати сме разговарале, сме анализирале, бидејќи со новиот селектор сите очекуваме поддигање на таа не само резултатска криза, едноставно и цел тој амбиент. Јас морам јавно да му честитам за оно што го направи во врска со враќањето на Пандев, бидејќи видовме и самите колку. Ама вие имате и продиплома, тоа значи дека и тактички може да влезете во расправија или дискусија за тактиката на Ангеловски или за играта на Македонија. Па добро, мислам дека не е ни место сега, ни време, бидејќи се работи само за први 2-3 пријателски надпревари. Претпоставувам дека селекторот ќе дава шанса на повеќе играчи, на оние што смета, ќе ги проверува. Иако мислам дека ќе биде во многу тешка ситуација, бидејќи нема голем избор. Да одговорам директно на она што ме прашавте. Без да се даде гол, не може да се очекува да се победи или да се освои бод. Ние, последните 2-3 надпревари, кога разговараме за репрезентација, таа стара наша болка, се браниме, играме добро, но таму каде што е најбитно, тешко постигнуваме голови. Се надевам дека со враќањето на Пандев, не Пандев, него тие што се околу него, дали е Ибраим, дали е Тричковски, дали е Трајковски, дали е Јаховиќ, мораат да го искористат враќањето на Пандев. Вниманието на противникот ќе биде со право на Пандев и тој втор, трет шпиц што ќе биде, тој треба да ја решава ситуацијата. Ангеловски? Па добро, јас нормално не можам да бидам задоволен резултатски како поминавме на пријателските надпревари, но пак ќе кажам, јас на сите пресконференции од моето назначување кажав дека кои се нашите цели и што сакам да постигнеме, значи во периодот што следи. Значи тоа е да добиеме уште појасна слика на моменталната форма на репрезентативците. Прва и основна цел беше резултатот, да играме со квалитетни репрезентации кои мислам дека во моментов се поквалитетни од Македонија, да пробаме да направиме се да ги победиме тие репрезентации и против такви квалитетни противници да видиме колкави се вистинските можности на пресконференциите. 4 надпревари веројатно се доволно за да добиете појасна слика, како што самите велите, за формата и капацитетот на момците во репрезентацијата, на играчите во составот. Апсолутно. Значи тоа е доволен период, вклучувајќи ги оние надпревари, затоа што претежно се одлучив на фудбалери кои изминатиот циклус исто така игра во репрезентацијата и мислам дека имам потполна слика за секој фудбалер поединечно, значи и на кого можеме да сметаме во иднина, посебно во квалификациите. Не мислите да му дадете повик на Ѓорги Христов да го забележи 50-тиот јубилеен настап во репрезентацијата за да постигнеме гол? Па добро, мислам дека секој, јас кажав дека ние немаме
премногу фудбалери да така лесно се откажуваме. Не викам сега за Гоце Христов, бидејќи знаеме нели Гоце дека подолго време не е на зелениот терен, но секој оној што мислам дека може да помогне на репрезентацијата, да го подигне нивото и квалитетот, секако дека вратата ќе биде отворена, но пак ќе кажам, ова не може да биде, може би гледате по мојот избор, во двата циклуси повикав 16 фудбалери, значи и првите две пријателски, вторите две пријателски, затоа што кажав дека интенција ќе ми биде да направам една репрезентација која ќе биде спој на младост и на искуство. Тука кажав на самото моје назначување дека секако дека ќе има доста фудбалери од младата репрезентација U27, затоа што се слагам со Гоце, изборот е тој што го имаме на фудбалери и сето тоа ние мораме да го пополнуваме со фудбалери кои нели со своите игри, со резултатите, мислам дека и те како се наметнуваат во оваа репрезентација. Да, ама вие велите дека изборот е тој кој што го имаме во моментот и е најквалитетен. Не знам, можеби Христоф мисли поинако. Играме со најдобрите фудбалери кои ги имаме во моментот? Пред малку нели спомнав дека изборот е навистина мал. Многу пати сме разговарале, но некако не му се допаѓало, некако поинаку сме биле разберени, но мора да сме свесни она што е реалност. Македонија во моментот во А репрезентација нема некои квалитети што можеме да се пофалиме. А тоа го покажуваат и самите резултатите во изминатите 4-5, можеби и повеќе години. Се друго што ги кажеме, можеби да вртиме вака така, но таа е реалност. Дали ќе биде Друговиќ, дали ќе биде Мрме, дали ќе биде било кој. Материјалот е тој. Ама веројатно и вие не очекувавте дека нема да постигнеме гол толку долго. 294 минути. Од 65-та минута и голот на Трајковски против Црнагора се редеа надпреварите со Либан, со Словенија и со Црнагора. Па добро, фудбалот е малце поинаков спорт да мериме по минути. Ова не е ракомет па секоја минута да биде шанса за гол или не знам друг спорт кошарка. Како што со Црна Гора па за 5 минути постигнавме 3 гола. Еве сега имаме 290 и не знам колку таму. 4 минути немаме постигнато гол, но мене ми е битна интенцијата, значи стилот на игра и фудбалерите да се навикна на тој стил на игра. Како што кажа Гоце во минатото, ние бевме во поголеми случаи репрезентација која што се брани, чека да нешто од контра направиме да постигнеме гол. Јас на овие два надпревари и нели со Црна Гора видов една интенција од моите фудбалери, од она што моите замисли сакаат да го спроведат. Значи игравме доста повисоко, стоевме на теренот, создадовме шанси и против Словенија и против Бугарија. Реализацијата за жал беше она што е стара болка во минатото и мора да работиме на тој сегмент. Меѓутоа, тогаш веројатно сме читале различни извештаи од медиумите или сме анализирале различни надпревари. Написите во медиумите за играта против Бугарија беа дека сме стерилни, дека сме бавни, дека не создаваме шанси и уште помалку реализираме. Ја би се сложил само во тој сегмент дека не реализираме шанси. Ја во првото полувреме мислам дека имавме 3, би кажал, изгледни позиции, една статива, така да ако тоа не се шанси, не знам што друго би било шанс. Христоф? Па добро, сега нормално, секој селектор си има своја визија, напомена и самиот дека ќе бара тоа што го има зацртано од играчите. Го чувствувате Игор Ангеловски како тренерска величина затоа што е до вас во разговорот, па се штедите да употребите некој поостар збор за играта на неговата репрезентација? Не. Од едноставна причина, да бидам искрен, не ги гледав двата надпревари. Ги читав извештаите што и вие ги спомнувате. Фудбалот сите ние го гледаме различно. Значи со ваш можеме да разговараме само општо за репрезентацијата, дали се... Да, не ги гледав. На жалост, мислам, не само и овие две утакмици, него и... Тогаш ќе го преформулирам прашањето. Да. Дали сметате дека е правилен патот по кој оди се движи репрезентацијата на чело со Ангеловски? Вели дека ќе задржам 3-4 5 искусни фудбалери, а остатокот ќе го темелам на играчите кои сега се во младата репрезентација. Па видите, сите ние што се занимаваме со фудбал, резултатите на крајот кажуваат колку сме успешни или не. Секој од нас
го прави, го работи она што верува дека ќе му донесе успех. Така да премногу е рано да ние судиме дали е правилно или не е правилно. Реков јас, не ги гледав надпреварите, ги читав, но како што спомнавте и вие, секој различно пишува, секој различно гледа. Ама јас читав на времето дека англичанките биле грди, ама не видов дека е така. Тоа беше испревртена изјава веројатно на Ѓорги Христов. Јас сега ве прашувам дали е правилно да се вклучат во репрезентацијата играчите кои сега го сочинуваат костурот на младата репрезентација, која бележи одлични резултати во квалификациите, и со дел од играчите кои сега се во составот во репрезентацијата да се направи сериозна репрезентација која може да игра добра улога во квалификациите за Европското првенство. Нормално дека може и треба. Како фудбалер кој има 49 настапи и интернационална кариера, веројатно може да ми одговорите на тоа прашање. Нормално дека мора и треба да се вклучени, но има тука еден сладок проблем што прв пат младата репрезентација до 20 година, после години назад, е во трка за некое си место што би носел некој бараш, а паралелно се поклопуваат со надпреварите и пријателски и на есен тие квалификациони. Така да тоа е веќе стварна договор измеѓу двата селектори, кој каде треба повеќе, и ние гледаме, знаеме дека од таа репрезентација не е 20-тројца, него треба генерално комплет да се приклучи. А дали некој од овие заслужува понатаму, тоа најдобро селекторот да знае. Селекторе, веројатно и вие сте свесен за хендикепот кој го имате за некоја убава можност, како на пример за селекторот на репрезентацијата до 21 година Благој Емилевски, тоа што не може да ги користите вие, играчите од младата репрезентација. Таму и јавноста наметнува впечаток дека треба да се насочат кон најдобриот национален тим. На тоа го темелите евентуалниот успех и позитивен резултат во иднина? Видете, никој не може да гарантира дека тој потек ќе донесе успех. Меѓутоа, тој потек е неминовен. Затоа што кога разговаравме со челниците на Фудбалската федерација за презимање на оваа функција на која што сум, јасно беа определени стратешките планови, односно која е целта. Значи, се до оној момент додека U21, што кажа Гоце, имаат такви сладки маки и се во борба, и јас најискрено посакувам и да успеат, значи да се пласираат на едно такво големо надпреварување, што до сега во 25 години никој не успел да го направи, се до оној момент ќе бидат на располагање на селекторот Благој Емилевски. Во оној момент кога ќе можат да се стават на располагање на репрезентацијата, тогаш ќе бидат приклучени, меѓутоа и тоа треба да биде внимателно направено, не значи, како да кажам, неплански, затоа што јас на надпреварот со Лиман повикав 5 фудбалери во консултација со селекторот Бојо Емилевски, оние што мислев дека заслужуваат да бидат, имаше дел повредени кои не беа повикани, и јас одма уште на првата пресконференција кажав дека интенцијата ќе биде да се создаде тој компактен тим, еден спој на младост и на искуство. Така да се додека, пак ќе повторам, фудбалерите до 21 се конкурентни, дај Боже да се пласираат на тоа европско првенство, тие ќе останат онаму каде што во моментов се. Во првиот момент кога ќе бидат на располагање, јас ќе одлучам кој од нив, поголемиот дел, дали ќе бидат приклучени во оваа репрезентација. Свативте сега колку жежок костен држите во рака? Па не би рекол жежок костен, едноставно тоа е работа која ме мотивира, која ме исполнува, и воопшто не би рекол дека тоа е жежок костен, обврска да, сериозна работа, меѓутоа јас уште повеќе сум мотивиран да на крајот сепак успеам во мојата работа. Да беше Христов на вашето место, еден од фудбалерите кој сигурно немаше да го повика, веројатно би бил Илија Несторовски. Апропо неталентираноста на Несторовски, на идниот фудбалер на Палермо, и давањето ауткарта од Металург кога вие бевте тренер. Мислам дека кога ќе поставите вакво прашање, ќе треба многу поспремни да бидете. Илија Несторовски беше на позајмица од клубот Словачко во Металург. Значи, ние ако не верувавме, немаше да го побараме на позајмица. 6 месеци, после 6 месеци, клубот свој си го врати назад. Ние немавме избор. Така беше договорот.
Илија Несторовски, точно не знам, но во една полусезона одигра повеќе од 15 надпревари. Во Металург и Има репрезентативни квалитети? Илија Несторовски во тој момент беше стандарден репрезентативец до 21 година кај Боби Бабунски, кој тогаш, ако се сеќаваме добро, до некаде, до средина на квалификација имаја шанси се до надпреварот со Данска во гости, каде што ги загубија. Така да, мислам дека прашањето не ви е на Како место да не сум го поставено гледал на тренинг или на надпревар. Така да и многу е добро што во денешно време многу брзо може да се провери таа информација и после емисијата да проверите и Ако е Ќе моја видите дека грешка, грешите. јас немам проблем Да. да ви се извинам да, и да не, ви пружам не, рака. не ни барам јас извинување, него ви кажам. Ама мислев дека, Документите- дека беше дел од играчите со Кралевски, со Стојан Игнатов, кој Не, тоа беше порано. Мгм. Тоа беше порано. Реков, значи, Илија Несторовски беше на позајмица 6 месеци кај нас. Ние Селекторе- ако не сметавме, немаше да го побараме. Селекторе, една работа е јасна на сите и на нас кои се занимаваме со оваа игра и на јавноста, тоа е дека на неверојатен начин ја подигнавте атмосферата во репрезентативниот тим. Ако поранешниот капитен Ванче Шиков излезе на пресконференција и само иницијативно каже ваква атмосфера не сме имале во последните 3 години, тоа значи дека навистина е така. Не може на некој да му ги ставиш тие зборови во уста, бидејќи и да ги каже ќе почувствуваш дека не се негови. Се гордеете веројатно барем со тоа што сте го постигнале во однос на атмосферата во тимот, во однос на енергијата, духот. Па добро, кога сме кај гордење би се гордел кога таа атмосфера би донесла многу попозитивни резултати, но јас сум убеден дека таа атмосфера е предуслов за да дојдат добри резултати. Навистина е задоволство да се работи во таква атмосфера. Знаеме во минатото со какви под наводници нели скандали, инциденти во репрезентацијата се случува. Јас сум среќен што еве за овој период додека јас сум селектор, значи нема ни најмал пропуск, односно прекршување на дисциплински правилник, однесување на фудбалерите во хотел, за време на тренинг, за време на надпревари и нормално дека сум среќен што сум дел од таа атмосфера, но пак ќе кажам, би бил горд кога таа атмосфера ќе ни донесе многу подобри резултати од сегашните. Би имали ли доволно и простор, и време, и надпревари за поважните квалификацијски битки, пресметки, да ги вклучиме и тие играчи кои се во младата репрезентација и да се создаде хомогеност во националниот тим? Или може би е прекраток периодот? Мора овде да напомениме дека прв пат, колку јас памтам, а мислам дека ќе се сложите двајцата, да репрезентација нема предимство во изборот на младата на играчите. Сеќавам јас, еве, и кога јас дебитирав, Фичичко Донче кога беше селектор, избираше селектор. Потоа сеќавам јас и кога доаѓа и други селектори. Значи секогаш селекторот бираше. Сега прв пат на некој начин се прави со право простор за младата репрезентација која што на најдобар можен начин тоа го покажува. Така да, но Има уште неколку месеци до почетокот на квалификации, пак ќе речам, тоа е се во договор на селекторите, началниците и се надевам дека за доброто на македонскиот фудбал ќе се најди најдобар тој модул што ќе донеси резултат и ваму и таму. Веројатно кон крајот на мај и 2 јуни е терминот за одигрување на пријателски надпревари и тука ќе се бруси. Па добро, тоа е последен термин пред квалификациите. Видете, за секој тренер е нормално да посакува да ги има фудбалерите што подолго за предизвиците кои предстојат. Меѓутоа, ситуацијата е таква да не се повторувам. Јас нели добро бевме запознаени сите, можеби ова што го кажа Гоце за прв пат се случува, но мислам дека тоа е најдобро за сите, за фудбалот во Македонија пред се, затоа што фудбалот мора да го ставиме на прво место, не личните интереси. Јас стално повторувам, немам некоја лична суета и сега да дојдем од позиција и сега да кажам дека јас морам да ги земам тие
дечки што се U21 да рачунам на нив, едноставно ова е тимска работа. Бележат одлични резултати, играат добро, дај Боже да успеат значи во нивната цел да се пласираат, а онолку колку што ќе имаме простор за воигрување, бидете сигурни дека максимално ќе го искористиме. Ви недостасува првата лига, надпреварите од првата лига и тој дух? Па не би рекол дека ми недостасува, едноставно малце поспецифична селекторската работа, затоа што имаме само, нели, колку 8 до 9 дена кога сме заедно, за 2 дена треба да се подготви екипата веќе за надпревар. Малце е поразлично од водење на екипа, каде што секојдневно имаш тренинзи, нели, надпревари среда, недела, сето тоа повеќе го буди, нели, и мотивација и самото спремање за надпревар, така да малце поразлични се случувањата и во клупскиот и во репрезентативниот филм, меѓутоа тоа е тоа што го... Вашиот наследник Томислав Франц во 8-миот надпревар го забележа првиот пораз ова 24-то коло во дерби надпреварот против Шкендија. Се поизвестно е дека Металург, вие сте дел од тој колектив, игра во втората лигашка конкуренција идната година. Што се случува со Металург? Од еден клуб кој имаше извонредно значаен проект, стратегија за продуцирање млади фудбалери со дел од повозрасните, поискусните да создава резултат, да излегува во европските купови, се ставивте сами веројатно во позиција да се борите за опстанок и да бидете дел од второлигашкото друштво идната сезона. Добро. Сите знаеме што се случуваше изминатите месеци во Металург. Секако дека напуштањето на 16 играчи и текако се осети. Разговаравме пред емисија, значи кога клубот ќе напуштат 16 играчи, клуб што има добар буџет и да сака, не може да ги погоди. А не клуб како што сме ние со сите тие проблеми што се соочивме во изминатиот период. Секако дека Металург... Ама и вие не работите од сентименталност, веројатно, или од што сте дете на Металург, а не сте? Па добро, видете, јас сум 5-та година во Металург и ќе останам до крај да се борам, бидејќи сите во моментот сакаат да се тука во федерација. Зошто? Бидејќи има многу пари. Сите сакаат да бидат во Вардар, сите сакаат да бидат во Шкендија. Зошто? Бидејќи има многу пари. Истото беше во Металург. Ама таа слика ја создаваат изјави од овој тип. Сите сакаат да се тука бидејќи има многу пари. Сите сакаат да се во Вардар бидејќи има многу пари. Сите сакаат да се во Шкендија бидејќи има многу пари. Колку пари, Гоце Христов? Да довршам. Клубот сега Ѓорги Христов му треба на Металург. Кога имаш пари, можеш да го донесеш било кога. Затоа викам, значи немој да мислите дека ова е во негативна конотација. Без пари нема фудбал, Зlatko. И ова што го прави Лестер, викат, и то не е без пари, и Лестер има собственик, еден милиардер, и Лестер има еден буџет кој е 50-60, не е 200 милиони. Но ќе се бораме, не само јас, сите ние што сме во клубот до крај, бидејќи тие деца се пораснати во Металург, тие деца се носители во сите селекции. Ама сами на велите, македонската репрезентација. Без пари нема резултати, не можеме да се бориме. Сами го велите тоа. На кој начин тогаш ќе се борите за клубот? Затоа ќе се бориме, се додека имаме теоретски шанси да останеме во лигата. Тешко е, ни остануваат уште 9 утакмици, баражот е далеку, но човечки е да се бориме до крај. Најлесно е да се избега, да се напушти бродот што тоне. Додека има реални, теоретски, било какви шанси, јас ќе бидам во клубот и ќе се борам заедно со луѓето што сме биле таму и кога било најдобро. Бидејќи тие деца имаат квалитет, тие деца се, реков, не само ини на Металург. Тие се носители во сите селекции. Се боревте да ги задржите фудбалерите кои побараа раскин на договор, дел од нив и репрезентативци? Не, бидејќи Виктор Ангелов, на пример, 2 гола даде против Франција. Не се боревме бидејќи клубот закасни со таа исплата,
правилата, прописите се многу јасни. Дали се боревте во вашиот колектив, во вашата администрација, со вашиот председател, со вашиот предпоставен да ги задржите тие фудбалери? Бидејќи предпоставам тоа е улогата на спортскиот директор на секој клуб. Нормално дека сакавме, настојувавме, замоливме да се почека. Некој почекаја, некој не почекаја, некој си побара раскид, некој тоа е веќе индивидуално. Тука клубот знаеше што може да се случи, затоа ние ги изгубивме тие репрезентативци, изгубивме значи по наша вина. Сега да не навлегувам оправдана, неоправдана, но кога играчите се професионалци, мора да живеат и треба да живеат од фудбал, тука да се дигна премногу фама, се дигна премногу врева, освен играчите, тука најоштетен беше клубот. Значи, ако ова се случеше, неколку месеци порано, ние ќе го изгубевме и Радевски. А многу добро знаете дека ние Радевски го продававме за 150.000 евра. За следен беше пари, како што велите вие. За наши услови, да. Следно требаше да биде со Ангелов, но реков, по наша кривица, оправдана, неоправдана, бидејќи да не се лажиме. Премногу е тешко да се одржува клуб од приватни средства, каде што локалната самоуправа стои на страна, нема. Од друга страна, мислам дека ако се сака за воиднина, ќе мора локалната самоуправа со некоја си да законска го помогне регулатура, акционерското друштво Металург. Не само акционерското друштво, бидејќи тука и многу други клубови, да се најде некој модул за некоја си партнерство, за некоја си, не сум јас ни компетентен, ни стручњак, има валјда во државата такви компетентни луѓе, но да не оставиме, бидејќи продот ќе продолжува да. Па не сега е Металург, во минатото биле други клубови, знаеме дека не е само Металург со такви проблеми. Слободно спомени го и Пелистер, твојата веројатно најголема болка. А нормално. Зато реков, не е само Пелистер. Победа, Тетекс, многу клубови, Беласица. Зато да гледаме малку понатаму. Дај Боже да е и Самсоненко, и Еколог, и Минчо, и Попе, и Трифун, да ги имаме многу години во фудбалот. Но тие се бизнисмени и најверојатно вложувањето во фудбалот најповеќе му зависи од бизнисот. Затоа викам дека мора некако да се најде тој некој модул каде што и приватниот бизнис со локалната самоуправа да најдат некој. Селекторе, тешко е да регрутирате играчи од домашниот шампионат, ова регрутирање изразот како потсетување за пейнтболот, кој го имавте како еден тимбилдинг. Па добро, сега нашето првенство е такво како што е, нели, Гоце и јас долго време сме во домашниот фудбал. Добро знаеме, значи, каков е квалитетот на надпреварите, значи на какви терени се одигруваат тие надпревари и нормално дека е тешко и некогаш е нереалната слика на одреден да одредиш квалитет на одреден фудбалер против, не сакам никого да подценам, значи меѓутоа сепак би ми било полесно кога би имале многу дерби, многу квалитетни надпревари, многу надпревари во Европа против квалитетни противници и тогаш нормално можеш да видиш многу појасна слика за одреден фудбалер. Ама веројатно вие, мака што работнички бодовно е толку далеку во однос на Вардар и Шкендија во овој шампионат. Па добро, јас моментално не сум повеќе дел од работнички. Работнички беше една убава приказна, би рекол, за мене. Од оној момент кога дојдов во репрезентацијата, сите клубови за мене се еднакви. Трудам секој од клубовите да го следам, значи да одредени поединци од клубовите подетално ги пратам, се со цел, нели, да добијам појасна слика за квалитетите на фудбалерите кои конкурираат за националниот тим. Останете со нас, за кратко го гледаме прегледот на најинтересните моменти од надпреварите во првата и втората македонска лига.
Ги гледаме резултатите од 24-тиот круг во првата македонска фудбалска лига. Започнуваме со дерби на преварот од Националната арена, Шкендија против Работнички 1-0. Прв надпревар на кој Работнички слави против, односно Шкендија слави против Работнички во 15-тиот дуел. Ангеловски, вие имавте одлична статистика кога е тој дел во прашање. Па добро, статистиката е минат. Што се однесе од овој надпревар, бе во живо го следев надпреварот. Морам да кажам дека се одигра не толку квалитетен, колку борбен надпревар, многу тактичко надмудрување. Шкендија беше поуспешна за тој гол, едноставно знаеше да ја казни една добра своја контра. Еве го погодокот на Песарт Ибраими во 18-та Да, одлична минута. асистенција на Жуниор. Шишковски интервенираше во првиот обид, меѓутоа топката повторно дојде до Бесарт Ибраими и заслужено Шкендија поведе. Би рекол не толку доминантна на терен, не толку со изразити шанси и во поглед на играта, но сепак победија и нормално си освоја 3 значајни года во битката за борба за титула нели со конкурентен Вардар. Гледаме уште една шанса за Бесарт Ибраими, последната за Шкендија на асистенција на Маријан Радески. Ја пропушти бразилецот Жуниор, веројатно играчот на надпреварот од Националната арена. 48 имаше гол разлика Работнички во однос на Шкендија на надпреварите кои беа одиграни до сега на Националната арена. Беше одлична, 75-та минута. Сега сме во Кратово на надпреварот кој Силекс го доби против Ренова со 1-0. Неделјковиќот пенал во 73-та минута му донесе 3 бода на Силекс. На изненадување на многумина, веројатно Силекс си игра сезоната бидејќи се бори за место во европските купови и овој моментот кога беше досуден пенал. Александар Ставрев беше главен судија на овој надпревар. Ова е погодокот на Неделјковиќ од 73-та минута. Два пати се обидоа и фудбалерите на Ренова, но нема изгледна вистинска 100% шанса да постигнат погодок и да обезбедат позитивен резултат од гостувањето во Кратово. Многумина очекуваа дека Работнички ќе биде зад големите фаворити Вардар и Шкендија на табелата, но Силекс и Шкупи се тимовите кои оваа сезона играат на изненадување на многумина добар фудбал и се во битка за висок пласман. Еве го обидот на фудбалерите на Ренова да се загрози голманот на Силекс. Безуспешно, на крајот по 90 минути, Силекс со голот пенал на Неделјковиќ во 73-та минута слави победа против Ренова од 1-0. Еве го надпреварот во Охрид, Младост Царев двор Брегалница 0-5. Се поизвестно е дека Младост и Металург играат идната сезона еден ранг поблиску по триумфот на Брегалница во Охрид од 5-0 во надпревар со 3 црвени картони, 2 за домакините, еден за штипскиот тим. Па сега дури 9 бода е разликата од Младост до Ренова и само чудо во завршницата од сезоната може да донесе пресврт. Ова е моментот кога беше постигнат првиот гол на надпреварот. Митров во 10-та минута му носи предност на тимот на Брегалница од 1-0. Дарко Стојанов и Ѓорги Танушев беа стрелци на головите за Брегалница за 2-0 и 3-0. Во првото полувреме веќе беше 3-0 за Брегалница на Билјанин извори во Охрид. Танушев го постигна својот втор погодок во 76-та минута за големи високи 4-0. И конечниот резултат Нацев во 86-та минута за 5-0 за Брегалница, најубедливата победа на Брегалница на гостински терен оваа сезона.
На стадионот Борис Трајковски во населбата Маđари во Скопје, Металург Хоризонт Турново 0-1. Сашко Пандев во 40-та минута беше стрелец на единствениот погодок на надпреварот. Христов веројатно не беше толку лесна победата на Турново, иако имате млад тим и на некој начин очекувани беа 3 бода за Турново. Морам да потенцирам дека сосема заслужено победа на Турново, кој само на наша среќа поразот не беше поголем, бидејќи Турново текот на целиот надпревар беше подобар противник, направи неколку 100% шанси. Од друга страна, нашите млади играчи најверојатно знаејќи колку е важен овој надпревар со еден од противниците за останување во лигата, подлетнеа под притисокот и на некој начин минат на неискуство. Тоа беше веројатно клучниот елемент за Точно. 3 бода на Турново. Гледаме неколку добри прилики за гостиното Турново, за фудбалерите на Хоризонт. Клучен момент на надпреварот, 40-та минута. Сашко Пандев оваа акција ја претвори во погодок и 3 бода за фудбалерите на Хоризонт. Колку беа значајни за Хоризонт овие 3 бода се гледа по радоста на Сашко Пандев и на неговите играчи. Во Маđари на Борис Трајковски, Металург Хоризонт Турново 0-1. Сега сме на стадионот Чаир, големото градско дерби. Шкупи против Вардар по 5,5 месеци од последниот меѓусебен дуел. Вардар повторно погоди во мрежата на Суадзендели. Цели 8 надпревари Шкупи немаше примено погодок. Ова е моментот кога Мечкаровски досуди пенал за екипата на Вардар. Седумдесетта минута беше фаулиран Бобан Николов. Фелипе ја презеде одговорноста во првиот обид. Гледаме го погоди дирекот, но за среќа топката се одби до него и од неколку метри не сгреши. Успеа да ги израдува фановите на Вардар. Еве го одново моментот кога Фелипе го шутираше пеналот. Од втор обид погоди за 1-0, 71 минута. И ова е 90-та минута, кога бараа најстрога казна домашните фудбалери. Горан Попов, Пачовски не досуди најстрога казна Мечкаровски. На крајот Вардар слави победа против екипата на Шкупи на гостински терен од 1-0. Многу значајни бодови за Вардар за задржување на првото место и одново 5 бода плюс во однос на тимот на Шкендија. Еве табелата, 61 бод за Вардар, 56 за Шкендија, следуваат Силекс, Шкупи, Работнички, 3 тима, 37 бода, 34 и 33. Хоризонт Турново е 6-ти. Ова се резултатите од надпреварите од 20-тото коло во втората фудбалска лига. Љубанци Евромилк 2-0, Кожув Скопје 1-1, Гостивар Влазе Рими 1-0, Пелистер Македонија Ѓорче Петров 3-1. Победа Тетекс 1-0. Ова е надпреварот од Ѓорче Петров, Љубанци Евромилк, надпревар кој заврши со резултат 2-0. Брњарчевски во 39-та минута погоди за 1-0. Во втората конкуренција ќе биде многу интересна битката за
првите две места и за напуштање на второлигашкото друштво. Скопје е прв со 30 бодови, колку што има и Тетекс, 29 има Лазрими. Еве го моментот од 39-та минута и голот на Брњарчевски за 1-0. Во 71-та минута Љубанци ја удвои предноста, го реши прашањето околу победникот за 2-0. Победа и Македонија Ѓорче Петров имаат по 29 бода на третото и четвртото место. Во игра за највисок пласман се и Љубанци 28, Пелистер има 26, Евромилк 25 освоени бода. Ова е второто полувреме од надпреварот во Ѓорче Петров, погодокот на Митев од 71-та минута, Љубанци Евромилк во дерби на преварот 2-0. На теренот во Новаци игра Пелистер и Македонија Ѓорче Петров 3-1. Значајна победа за тимот на Пелистер. За влегување или за останување? И за обстанок, и за евентуално влегување. 26 бода има Пелистер во втората лига, 30 има близко, значи едно и друго. првопласираниот тим на Скопје и Тетекс на втората позиција. Ова е погодокот на Недановски во 25-та минута за 1-0. Не успеа да блокираат дефанзивците на Македонија Ѓорче Петров. На 2-0 с големи Марковски, 7 минути по водечкиот гол во 32-та минута. На почетокот на второто полувреме, 52 минута, се беше јасно околу победникот. Мирчевски 3-0 за Пелистер против поранешниот првак на Македонија, екипата на Македонија Ѓорче Петров. Гостинскиот тим во 90-та минута успеа само да постигне почесен погодок на стадионот во Новаци. За 3-1 погоди Здравковски. Еве го одново погодокот на Здравковски на крајот Пелистер, Македонија Ѓорче Петров 3-1. И последниот надпревар. Победа Тетекс се одигра на стадионот во Турново. Еве сме со слика на Кукуш во Турново. Победа славеше со 1-0 против Тетекс. Во 25-та минута беше постигнат голот, го даде Мирчевски за многу значајни 3 бода за победа. Еве го изгледот на табелата по 20 кола, Скопје и Тетекс 30 бода, по 29 имаат Влазрими, победа, Македонија Ѓорче Петров, Љубанци има 28, Пелистер 26, Евромилк 25, Гостивар 23 и последен е тимот на Кожув со 17 освоени бода. Го Ѓорги Христов, Игор Ангеловски, ви благодарам што разговаравме не само на тема репрезентација, туку и малку навлеговме во прволигашката конкуренција во однос на надпреварите на клубовите кои вас ви значат во овој момент веројатно најмногу. Ангеловски веќе не, работнички и Металург каде што сте спортски директор. Ви благодарам на гостувањето. Благодарам на поканата.